зависи од мене, ќе чувствувам како сериозен пораз мој, ако не успеам да обезбедам дел од автобусите до крајот на оваа година. Ако не зависи од мене. Верувате дека давам се од себе да успее овој процес и знам дека и претседателот на владата дава се од себе, но и министерот. Николовски. Изминатиот период сериозно имам поддршка од страна на претседател на владата и имам исто така поддршка од министерот за транспорт. Можете да го видите. Со трета среќа може. Да, проектот градски воз во која напредна фаза не е. Тоа го води Министерството за транспорт и врски. И тука функционираме како саат. Ако има одреден успех, сите сме успешни. Јасно ви вас дека трпението на граѓаните е истечено одамна, особено со јавниот превоз. И се граѓаните апсолутно. Да. И тоа што забележуваат дека освен што се многу ретки автобусите што ги нема и не се ни знае кога доаѓаат. Може ли тоа барем во овој период да се регулира, да се знае, да има GPS, некако да знаат луѓето во реално време каде се има современи апликации во денешно време на начини како тоа. Автобусите, особено приватните превозници, исплатата према нив се врши врз основа на GPS. Ако некој не отиде на локација, на позиција, се постапува и се казнува. Не само што не му се исплаќа за линијата, туку и се казнува дополнително. Значи, граѓаните да знаат кога доаѓаат автобусите во реално време, дали може тоа да имаат возен ред кој што е објавен од страна на јавното сообраќајно претпријатие, доколку се случи, не знам, во неделата 1-2 автобуси дефекти се случува и таму. Стари се автобусите, јас не можам да кажам, сите се нови, сите одлично функционираат. Да, се жала дека чекаат пак со сати, се доаѓа лето, пак ќе биде така гужви. 40 автобуси плюс се стајани во функција. Дека приватните превозници возат навремено, зашто тоа го говорам, затоа што денес немаме протести ние на приватните превозници, имаме редовни исплати, дури имавме исплата на најголем дел од стариот долг према приватните превозници на кои што денар не им се исплаќаше со години. Од за мене неразбирливи причини. Најверојатно за да се предизвика дополнителен хаос во градот Скопје. Вие се сеќавате дека имаше помпезни пресконференции, до тепачки доаѓаше на минатите раководства на ЈСП. Не, штрајкови имаше таму. Да, штрајкови имаше, циркузи имаше, сериозни таму, но граѓаните нема автобус во тек на 24 часа на одредени линии. Денес е подобрено состојбата, дали е совршена, далеку е од совршено, но дека е подобрено значително е подобрено. Да, кога би стигнале тие 100 автобуси, веројатно ќе се почувствува разлика веднаш. Тоа што се очекува да биде пресвртна точка, се разбира проектот Барата, го споменавте и него, пролетва кажавте дека владата веќе донесе одлука, ги ослободи средствата, разговаравте со проектантите, нема да оди по средишната лента, по средишното зеленило на булеварите, ќе оди по крајната лента. Не по крајната. По крајната. Ќе оди околу средишното зеленило. Од едната страна на средишното и од другата страна на средишното. А нема да оди од кај велосипедските патеки? Не. Зашто граѓаните сватија дека ќе оди од кај. Значи имаме средишно зеленило. Каде што одат автобусите сега? Ние имаме средишно зеленило. Добро. Околу средишното зеленило од левата страна и од десната страна ќе се обраќаат автобусите. Дополнително на местата каде што завршува обраќањето на автобусот, лентата, ќе има уште еден зелен појас од двете страни, кој што ќе биде од една страна граничник, безбедносен, а од друга страна и естетски ќе ги подобри состојбите во градот Скопје. Значи не само што простор има апсолутно. Ќе останат две ленти потоа? Па две ленти и вака остануваат и да одиме на крајните ленти, повторно две ленти остануваат. Но тогаш во депоата дополнително ќе бидат создадени услови да Гоце Орце, кој да е наш сограѓанин, да може на паркингот кој што ќе го направиме посебно за граѓани, да си го остави возилото и да користи БРТ. Ние треба да ги мотивираме граѓаните што почесто да користат таков тип на автобуски. Да, тоа планот е да поминува секој 3-4 минути ако е. Па не е на 3-4 минути. Мислам дека 6 минути беше, сега да не излезе дека. Да, добро, како и да е, често треба да поминува и предвидливо да биде. Ќе биде предвидливо, ќе биде известно, нема да чекаат граѓаните како што се случува тоа во минатото, но и од тие траси ќе не останат дополнително автобуси кои што ќе бидат пренасочени на места каде што имаме недостаток. До каде се го работа, кога ќе се избере изведувач, кога ќе почне да се работи? За брзо денес тоа се процеси кои што со ЕБОР се водат. За брзо треба да се распише постапка за предквалификација во која што влегуваат одредени компании кои што ќе би биле избрани од страна на комисиите за
подоцна да влезат во тендерска постапка. Тоа се правила на игра кои што други одлучувања се различни од правилата на игра во нашата држава, но мислам дека генерално постапките треба да ги завршиме до крајот на годинава и со Господ напред од наредна година да почнеме со градежни активности, да ставиме камен темелот. Ова е проект што од времето на Шилегов, тие пари се одобрени. Тоа е од време на Коце проект. Тоа време парите од СОИБОР, ако идејата е да се одобрија во време на на Петре, но е започнат како проект и идеја во време на Коце Тренарски. Дали ќе бидат доволно парите? Тоа сака да ја прашам, бидејќи тие пари кога се одобрени, едни биле цените и за градежништвото и за автобусите се или треба да се барат дополнително една едноставна споредба. Луна паркот кој што ќе се гради, ќе започне да се гради за многу скоро време, за кој што е завршена постапката, цената за која што ќе се гради е 10 милиона евра. Знаете колку беше планирано во минатото да чини Луна паркот? Со постар тип на реквизити и со помалку реквизити? 22 милиона евра. Значи 12 милиони евра поевтино од поевтиниле цените или некој поевтиниле цените во моменти кога се е покачено. Па не знам, да. Така да тој проект се планира конкретно за Луна паркот 15 години. И се замислете вие во 15 години, пред 15 години какви биле цените, какви се денес. И таму ги расчистивте дискотеките? Да, која е логичноста да така да и за БРТ-то мислам дека ќе стигнат и ќе останат пари. Значи Луна паркот ќе почне наскоро да се гради? За Луна паркот е одбран изведувач, таму се проектира во моментов. Има рок за проектирање, не знам точно колку беше рокот, но рокот е до крајот на наредна година таму да завршиме со сите активности и да биде ставен во функција. Така да останува да се работат. Добро, за ЈСП има надлежности и за жичарата на водно, сака да ја прашувам и за тоа, таа не работи неколку недели, некаде сретнав податок дека нема да работи цело лето. Што се случува со жичарата? Тоа е еден од најпосетуваните и за Скопје, и за туристите што доаѓаат во градот објект. Веднаш што стапив на функција градоначалник и откако беше назначен директор од нов на ЈСП, една од првите работи што ги направивме, освен поправката и функционалноста на автобусите, приватните превозници, средување и се останато околу реорганизација, беше токму и проверка на жичарата. Зошто? Затоа што имало случаи во минатото, пред година и нешто имаше случај во, мислам дека во Швајцарија беше, се откачи една гондола, имаше господја која што погина. Јас, како татко на градот, после она што се случи во Кочјан и ред други случаи што имало, никој не сака да се случи немил настан и несреќа, но ние мора да бидеме тие кои што внимаваат за да не дојде до тоа. Нели ние обично сме се занимавале 30 години со постапување после некоја ситуација, а многу помалку со превенција. Сега е време за превенција. Барем јас така ги доживувам процесите. Има стандарди на колку време се сервисира, како се сервисира. Побаравме од оние кои што се изведувачи, Допелмајер компанијата, побаравме писмено до нив да дојдат и да направат проверки темелни на жичарата. Требаше неколку месеци, бидејќи тие работат на повеќе позиции, тоа е сериозна компанија, работат на повеќе позиции, неколку месеци требаше да дојдат. Откако дојдоа, направија проверка и дефектажа на жичарата и изнесоа пред нас фрапантни информации дека, еве, на пример, од 4-3 сензори не работеле. Дека години наназад не е направена дефектажа на истата. Има процеси кои што можеле тековно да се одржуваат. Тоа ви исто како едно возило. Треба да правите редовен сервис, не знам, на 7000 километри. Ако вие поминете 150.000 километри, треба ремонт да направите. Таква е состојбата во која што е донесена жичарата. Чувал Господ што не се случил некој инцидент таму и некоја трагедија. Согласно она, не се сервисирала воопшто? Апсолутно никаков. Или не соодветно се сервисирала? Никаков голем сервис. Еден сериозен дел не е променет таму. Започнувајќи од гуми кои што треба да бидат баланс, сензори и се останат. Така да јас нема никогаш да доведам во прашање било чија безбедност на кој да е од граѓаните во градот Скопје. Да, можеби ќе има дел негодување во јавноста и сум свесен за тоа. Можеби некој ќе рече
абе се цело лето нема да работи жичарата, во ред нека не работи, тоа е многу подобро да ја направиме да се сервисира како што треба соодветно, да знам дека јас кога ќе се качам со детето мое е безбедно, па да дозволам сите останати да се качат на истото. Зашто јас сум прв човек на градот. Моја обврска и надлежност е да се грижам за сите мои сограѓани. Јас не можам да дозволам некој да биде во неизвестност, скачен во гондола на жичара и секој момент да стравуваме дека може да се случи несреќа. Така да, додека не се направи целата дефектажа, чекаме понуда официјална да добиеме од Допелмаер за сумата. Спремни сме да влеземе во процес на нормално на дефектажа и сето она што треба да се промени. Да се промени таму, голем сервис да се направи и повторно ќе кажам да бидеме сигурни дека секое дете што ќе се качи таму, секој наш сограѓанин е безбеден. Значи до тогаш нема да функционира. До тогаш нема. Добро, Скопје, промена голема во Скопје во сообраќајот е воведувањето на Safe City системот. Тоа е казнувањето пред се надлежност на МВР, но и вие како град Скопје имате одредени надлежности за семафорите и за протокот на сообраќајот. Најавувавте некаков нов, паметен, зелен бран. Да. Што би предвидувал тој зелен бран? Тоа е функционалност на јамки се викаат, постручно, мерачи на проток на возила, кои што одредуваат, најпросто кажано во моментов, по замислена состојба се палат семафорите. И може да забележите дека на одредени крстосници има многу поголема акумулација на возила, без разлика што од другата страна нема возила. Она што сакаме да го направиме, веќе се работи е, до септември треба да е готово, системот на јамки да биде функционален, кои што ќе ја мерат проточноста на возилата точно, во секунда, и ќе знаат како треба да реагираат. Да не биде зелено, а да не поминуваат коли, а два му стојат црвено. Да. Имате многу ситуации. Јас од кога ме внесува во проблемот, правиме и промена во центарот од каде што се следат процесите на сето она што е од аспект на инфраструктура што го поседуваме таму. Особено IT делот се променува во изминатиот период за да биде се ставено во функција до септември, сакам. Од кога ќе почне школската година, нели гужвите завршуваат одморите, повеќе луѓето ќе бидат. Така, да, може да очекуваат скопјани дека ќе биде попроточен сообраќај. Да, попроточен ќе биде. Јас тоа сакав да го кажам. Додека не ми ја објаснија во детали состојба, не сум знаел која е потребата да стои од едната страна црвено семафорот запалено, од другата да биде зелено, а немате возила од страната каде што е зелено во моментот. Така да проблемот бил во јамките, односно бројачите на точна регулација на сообраќај, односно проток на возила, и тоа ќе се среди од септември. Мислам дека далеку подобра ќе биде состојбата во однос на протокот на возила. Да, добро би било тоа ако се вози 50, барем да се вози 50, да не се стои. Апсолутно, се слагам. Да не се стои. Кога станува збор за проточноста на сообраќајот, овие денови актуелно е прашањето со Битпазар. Вие се обидовте таму да ставите ограда каде што има див премин до пазарот. Што ќе се случува таму? Имаше отпор од граѓаните и зошто впрочем се инсистира да таму да се стави ограда, зошто не се направи пешачки премин, ако веќе е многу фреквентно? Па да ти кажам искрено, Гоце, се размислувам. Во кампањата ми беше представено тоа како проблем од граѓаните. Нотиран во смисла дека е див тој пешачки премин и е реално опасност таму. Често пати има и сообраќајки, неизвестност има во регулација на сообраќајот, не се знае кој кога практично ќе излезе на нема регуларен премин, затоа е див, се претрчуваат луѓето, да. И влеговме во процес, изработивме ограда, да ја поставиме оградата, но видов дека пога се појави сериозна група на наши сограѓани, и македонци, албанци и останати кои што велат не го затварајте, направете го регуларен пешачки премин. Како може кај мостот Влајко да има регуларен пешачки, направете и овде. Па легитимно си е прашање. Јас во вторник службено патувам надвор од државата во Брисел. До петок ќе бидам таму. Планирам после тоа да отидам на лице место и да разговарам со граѓаните таму. Имаше добра забелешка од една повозрасна господја македонка која што кажа како на 80 и кусур години јас со кеси полни раце да се качам по пешачкиот премин над возникот кој што е направен таму. Така да народот е секојаш во право. Ќе го видам пулсот на граѓаните. Ако граѓаните сметаат дека таму треба да има пешачки премин, ќе има пешачки премин. Ако сметаат мнозинството дека треба да се затвори, ќе се затвори.
мене ми избрале. Добро, но подготвени сте да направите чекор назад. Апсолутно, мене ми избрале граѓаните. Имаше една ситуација во аеродром, ако се сеќавате. Граѓаните сметаа дека е подобро да се направат двете позиции во сезонско паркирање, па да ги ставиме во функција и така поставив. Без разлика што претходно имавме поинаква одлука. Јас немам проблем да го слушам народот и мислам дека па и тоа дополнително ја зацврснува довербата на граѓаните кои што имаат према мене. Зошто? Затоа што општините се жива материја. Денеска може да мислиме дека проблемот е на ваков начин решлив, утре ќе излезе на друг начин. Кога сме кај пешачкиот премин, ќе видиме каков ќе биде исходот по средбата која што сакам да направам со граѓаните таму, но таму ќе се отстрани она тобако кое што беше актуелно во јавност изминатиот период. Веќе се завршува целосно документацијата и тоа прашање кое што исто така е поврзано со безбедноста, особено на велосипедистите, на пешаците, а често пати е поставувано во јавноста, ќе го затвориме за многу брзо. Добро, немаме многу време за овој разговор, но мора да споменеме неколку од инфраструктурните проекти кои беа блокирани. Посветивте ви особено внимание за тоа. Граѓаните, претпоставувам, ги следат и вашите објави на социјалните мрежи. Секојдневно скоро објавувате како напредуваат тие. Еве да почнеме со двата моста. Кажавте дека се таму завршени експроприациите, дека нема веќе имотно-правни проблеми. Кога може да очекуваат граѓаните да бидат пуштени мостовите на Љубљанска во Карпош 3 и кај Јане Сандовски спортската сала во аеродром? Ќе бидам побрз сега ги се потрудам. Да, за тоа ве сум поексплицитен, се извинувам, но морам да можеме повеќе прашања да одговориме, да. Ќе ги споменам сите напоредно. Проекти кои што беа закочени со години ги очекува граѓаните, некаде немаше ни развижување и ќе почнам од Борис Трајковски. Прв проект кај што целосно ги решивме имотно-правните односи, а беа повеќе од 40 експроприации, токму Борис Трајковски. Јас секаде го кажувам тој и на пресот го споменав, имам 38 години, од мои 8 години паметам дека се ветува Борис Трајковски. Еве, завршена е работата, имаме силен прогрес. Проблем беше околу 900 метри од Пинтија до Драчево. Да, но не километар е поточно. Прилика, да. И уште километар кај што има еден слој нанесено, нема осветлување и се останато кој што треба исто така да го поправиме. Значи вкупно потегот е 2 километра што треба да го довршиме од Пинтија до влезот на Драчево, односно до кружниот тек. Јас дадов рок таму, инаку самиот ги давам роковите. Зошто? Затоа што сакам граѓаните да имаат известност за разлика од минатот. Да знаат кога ден се започнува денеска нешто, кога ќе биде завршено, а не како во минатото 30 години ние да збориме за еден булевар во било која општина, како што било пракса. Рековме дека рокот таму е до нова година, но по динамиката и она што се одвива на терен, мислам дека многу побрзо од нова година таму ќе сечеме лента. Мостот Љубљанска исто така се целосно решени имотно-правните односи. Веќе е започнато со бетонирање од двете страни на подпорните ѕидови кои што треба на целиот потек да бидат изградени и припреми за да се започне да се полни тој потек каде што ќе биде новата улица која што треба да го поврзе делот на од мостот практично до Скупи горе и таму роковите не се до нова година, значи овие два проекти треба да бидат завршени до крајот на оваа календарска година. Третиот сериозно сложен и комплициран проект не е Мовин поток. Сите имотно-правни односи решени, кога велам сите имотно-правни спорови решени и завршени експроприации, говорам и за состојби кои што значат подпишувате вие експроприација согласно за експроприација со градот Скопје и во рок од неколку дена добивате исплата од градот Скопје за тоа. Многу често во минатото одбивале граѓаните засегнати како странка да подпишат експроприација затоа што по неколку години чекале да бидат исплатени. Јас кога станав градоначалник исплатив експроприации кои што се случиле пред 10 години во градот Скопје. Така да и можеби не сега подпишуваме, стабилни сме финансиски, следува исплата. Има рок, нели, за селење и се останато, па започнуваме со активности. Мовин поток се целосно решени имотно-правните односи. 3 моста веќе се изградени таму. Го земам во предвид во трите моста и мостот кој што е надпатникот кој што поврзува од кружниот тек од кај се стигна делот па завршува на кружниот тек во брдото горе каде што е приодот. Таму треба бетонирање само да се заврши, инаку завршена е сочеличната конструкција, поврзување се останато. Сега, едната траса, кога одите према Словенечка и према граница, левата страна од тој дел завршен е мостот
и мислам дека скоро целосно е завршено асфалтирањето. Има уште некои 200-300 метра што треба да се завршат. Ете така. Не целиот потек е на Серова, врз Серова. Но кажувам детали за да знаат граѓаните како ќе се одвиваат процесите. Откако целосно ќе биде овозможен пристапот по левата страна, ќе ги пренасочиме возилата за целосно да започнеме со градежни активности на десната. Зошто? Затоа што таму има мост врз Серова, кој што исто така треба да го рушиме, нов поголем да изградиме од тој, но и да го прошириме цел тој потек за 3 ленти да има. Така да и за овој проект градежните активности со сериозно добра динамика се одвиваат. Постојано информираме јавноста за тоа, но и граѓаните најдобро. Тоа се гради најдобро гледаат. 6-7 години веќе. Така. И убеден сум дека до новата година, односно до крајот на оваа календарска година, и таму ќе бидеме. Имаме и поток да биде до крај на годинава? Да. Па силна динамика имаме. Не, дека рековте че се руши мост. Јас не влегов овде да правам вирчиња бранови да правам, така да убеден сум дека и таму ќе завршиме. Мост се гради ако е сериозна компанијата која што треба да го изведе, целата операција е за 2 месеци таму. Така да имаме доволно простор да завршат и да стигнат до новата година. Имаме постојана координација. На дневна основа ние практично со логистички состаноци имаме со службите и со изведувачите на дневна основа координација. И во Комбе едно одите по и тоа го правиме. И тоа го правиме. Сега доаѓаме до четвртиот момент, најкомплицираниот проект според мене, тоа е Не е најкомплициран, тој ми е најдраг проект. Мостот Генерал Михајло Апостолски во аеродром. Таму јас ветив дека до крајот на мојот мандат ќе овозможам функционално. Зошто? Затоа што таму целосна експроприација не можам да тврдам кога ќе заврши, затоа што најголем дел од објектите се во судска постапка. А тоа се процеси кои што не зависат од нас. Но за 6 месеци ние овозможивме да го направиме тој мост функционален. Сега е рокот во кој што треба 40 дена да поминат за да се иселат оние со кои што е завршена експроприацијата и преку 2 улици ние да го направиме функционален мостот. Да има пристап, излез и влез. А ќе продолжиме да работиме и на останатиот дел за експроприација. Значи ние према Доирана ќе овозможиме излез и мостот ќе биде функционален. Нема да служи за ловење риба како до денес, туку ќе биде функционален. Нема да може на кај Изгейт нема да може. На таа страна има проблеми. Да. Таму практично сите куќи треба да се експроприираат. Имаме завршено доста од постапките, но голем дел, како што кажав, се во судска постапка. Она што беше важно и тоа што јас го ветив дека ќе го направам за 4 години е дека ќе овозможам да биде функционален во делот на да има влез и да има излез. И тоа го направивме за 6 месеци. Покрај сите овие проекти кои што ги споменав. И тука, како што споменав, течат 40 дена за селење, веднаш подоцна влегуваме со улици и патишта за отстранување на објектите. Проектот е, мислам дека во завршна фаза за улиците кои што ќе треба да бидат поврзување влез и излез и за брзо време ќе се реализира и тоа. И доаѓаме до булеварот Македонија или Лимак, мене ми е најдраг проект. Еден од најголемите очекувате 33% да се забрза по сите физибилити студии, толку е проценката дека најмалку за 33% ќе се намали сообраќајниот метеж во централното градско подрачје. Неверојатно значаен проект за градот Скопје и нешто, знаете, еден ден јас секаде тоа го говорам. Ќе завршам јас и со политика и сите ќе не нема еден ден, тоа ќе биде проект кој што мене после 100 години ќе ме споменуваат како градоначалник кој што го реализирал. Тоа и затоа сум силно посветен на тој проект, не дека на другите не сме посветени како тим. Јас не го работам ова сам, имам добар тим, добра екипа, најголем дел ги земав моите соработници од Кисела вода и мислам дека добро ги водиме процесите. Една фаза веќе завршивте. Јас во мојата програма имав ветено, тоа сакав да го спомнам, за 4 години дека ќе завршиме прва фаза. И тоа Славе, мојот секретар, ме подсети пред извесен период, вика ти го заврши ова што требаше за 4 години овдека, но се завршува тендерската постапка за отпочнување на втората фаза и се менува планот. Еве финансиски зајакнуваме до крајот на мандатот, таму ќе сечеме лента, убеден сум, и ќе го направиме функционален. Втората фаза треба да почне за брзо од денес да се реализира. Тоа подразбира влегување во делот од Кисела вода во тунелите доле, пополнување на подвожњакот кој што поврзува делот Рамстор и Министерството за внатрешни работи, 2 нови кружни текови на двете страни по еден. Со тоа ние делот Кисела вода, аеродром, го спојуваме со тунелите под Лимак. Ако стигнеме до крајот на
оваа година со динамиката. Ќе ми биде драго и оставивме во буџетот предвидена ставка за да ја распишеме и последната фаза, а тоа е кружниот тек кај Нова Македонија, кој што треба да го заокружи цел циклус, цел процес и да направи поврзување со католичка црква. Ако стигнеме со динамиката и веќе се чувствува потреба да го стартаме и тој дел, ќе го отпочнеме процесот на тендерска постапка до крајот на оваа година, ако не ќе го започнеме тоа наредната година, така да сумарно мислам дека до крајот на мојот мандат таму граѓаните конечно ќе можат да Имаше забелешки дека сте го стесниле булеварот од правец на центар кон Кисела вода, дека имало 3 ленти кон рампа, а сега биле 2. Вие го се. Дали е тоа трајно решение или може да се приспита? Само вака сакам да бидам прецизен за ова затоа што ето има само прогласени одредени експерти за овие прашања. Јас не сум сообраќајен инженер. Проектот е правен од сериозни градежни инженери, сообраќајни инженери и така натаму. Целата композиција фаза 1 треба да се уклини во фаза 2. Значи тоа го смислиле лица кои што имаат сериозно искуство и работат со години, цел живот го посветиле на таа проблематика. Никој не говори дека од Кисела вода према аеродром се отвори лента плюс десно. Никој не говори дека од аеродром кога доаѓате према билна аптека се отвори лента плюс, сега бил стеснат, средината била стесната, замислете, на дел каде што ќе се продолжува по еднонасочна улица. Има зошто таму е стеснато. И зошто има стајано граничници на средината. Освен естетиката, кој што мислат дека ради естетика е направено, тоа е важно ради безбедноста и начинот на одвивање циркуларно на сообраќајот. И повторно ќе кажам, јас не сум сообраќајен инженер, но тоа е изработено од сообраќајни инженери. Не седнав јас со шестар да го нацртам тоа и да смислам јас се овде ќе ставиме 3 грмушки и се жала дека имало колони до Црвен крст. Да, а не се жалат дека имаме на пример плюс на двете страни по една лента. Така да најавивте и кружен тек кај Народна банка, видов дека со ребалансот веќе сте одвоиле пари, таму ќе се прави кружен тек годинава? Се координираме со ЕБОР. Да видиме дали ќе биде попречување за реализација на БРТ трасата. Ако не биде попречување за БРТ трасата, бидејќи таму ќе треба да се движи БРТ трасата, ќе го започнеме годинава, ако не ќе видиме согласно насоките од ЕБОР и инженерите кои што работат на тој процес. Добро. Истече нашето време за овој разговор, но морам на крајот да ве прашам едно-две политички прашања. Реков сте члени на извршниот комитет на ВМРО ДПМН по изборите. Скопје ќе биде Европска престолнина на културата 2028 година. Подготовките се во тек. Немаше многу време во овој разговор да посветиме на тоа. Се надевам во следниот. Но за жал Македонија се уште е далеку од Европската унија, натаму сме во чекалната. Па еве како гледате на предлогот на лидерот на СДСМ Маменко Филипче да се одржи референдум во Македонија на кој граѓаните би се изјасниле дали се да го продолжиме патот кон Европска унија, нели со внесување на бугарите во уставот? Мислам дека не треба да има дискусија дали граѓаните се за во Европска унија или не се за Европска унија, затоа што не верувам дека има некој граѓанин во нашата држава кој што не сака да влеземе и да бидеме членки во Европската унија. Она што треба да го правиме е да Европа ја доживееме од внатре и да побрзаме со внатрешните реформи и реорганизација, она што владата гледаме дека го прави. Идејата на Венко, искрено не знам кај му е, кои му се советници, но најмалку Социјалдемократскиот сојуз има кредибилитет да говори за референдум, организација на референдум и било што останато. Тие знаете дека организираа референдум пред некоја година, па без разлика на мислењето на граѓаните си го протолкуваа како што сака и го променија уставот на државата. Не беше многу далеку од денес кога Социјалдемократскиот сојуз го смени името на државата без да ја почитува волјата на граѓаните. Така да таков тип на популистички мерки и докажување дека тие се проевропски, а сите други не сме за Европа, мислам дека се дегутантни во јавноста и јавноста несериозно ги доживува. Јас ги гледам и реакциите на граѓаните несериозно. Добро, знаете се, ако веќе 2 години владата се обидува нешто да направи на тој план, а нема чекор напред и цело време ни повторуваат бугарите во устав, веројатно треба нешто да се направи. Видете, повторно ќе кажам, не е дискусија во нашата држава
дали некој сака или не сака во Европска унија, затоа што тоа е апсолвирано прашање и повторно ќе кажам, ја не верувам дека постои граѓанин кој што не сака ние да се На крајот на денот ВМРО не е против бугарите во устав, проблем е да има некакви гаранции дека ние сме, не треба да забораваме, многу пати понижувани, не било, нели беше промената на името наводно последната станица која што и отстапка треба да направиме, па се покажа дека не е така и може да се случи повторно некој слично сценарио на ова. Ние сме многу едноставни и прагматични, а тоа го кажува и председател. Нас ни требаат гаранции дека последна работа е ова. А такви гаранции треба да добиеме за да отпочнеме одредени процеси. Ќе дојде председател на Европскиот совет во вторник кошта, па ќе видиме може ќе донесе некакво решение. Моето последно прашање, господин Георгиевски, е поврзано со партијата. Вашиот председател, лидер, премиерот Христијан Мицкоски најави дека во мој последен мандат како председател на партијата. Вашето име се споменува меѓу можните негови наследници како кандидати за нов председател на ВМРО-ДПМН. Дали воопшто сте размислувале за ова или сметате дека се уште рано? Јас сум силно фокусиран на проблемите во градот Скопје. Прв пат слушам од вас дека се споменувало моето име во јавноста, искрено. Лично сметам дека председателот Мицкоски треба да остане и понатаму председател на нашата политичка партија. Се покажа како од една состојба во која што се најдовме од 2017 година па до денес ја исправи партијата на нозе, неколку силни победи освои за нашата политичка партија. Имаме апсолутна власт во државата и на локално и на централно ниво. Мислам дека има доста што да покаже дополнително. Треба се пробате да го предомислите. Да, па и веќе сме го разговарале тоа. Така да мислам дека председателот Мицкоски е еден од најдобрите премиери во државата, не дека сме блиски соработници, туку затоа што дава се од себе и ги подобрува состојбите во државата, а од друга страна, според мене, лидер кој што треба да има најмалку уште еден мандат во партијата. Мислите дека ВМРО ги оправда очекувањата на граѓаните во овие 2 години? Па, земајќи во предвид дека пред само 6 месеци имавме локални избори, тоа беше доволен показател за стартот на владата. Опозиција вели со значителен пат на гласовите. Па добро се, опозицијата, јас да сум бил на нивно место, во најмала рака 6 месеци немаше да велам ништо во јавноста. Земајќи во предвид дека еве во Скопје се 5-та политичка партија. Тоа е ситуација за која што треба најмалку 4 години да бидете во хибернација и да не излезете во јавност, затоа што едноставно треба да имате срам. Вие да критикувате нешто, народот одлучил дека сте на 5-то место во Скопје, но тоа им е работа. Логички е опозицијата да критикува и јас ги охрабрувам да критикуваат. Зошто? Затоа што преку критиката и ние стануваме подобри. Сугестивно некојаш кога искрена критиката делува тоа, па се подобруваат одредени состојби. Некогаш знаете каква критиката од нивна страна, колку да се критикува нешто, да се девалвира и така натаму. Мислам дека уште долго време СДС ќе биде во опозиција на македонската политичка сцена, земајќи во предвид фактот што еве почнав и теренски активности, го чувствувам пулсот и го гледам расположението на граѓаните. Добро, господин Георгиевски, благодарам за овој разговор. Останува да почекаме до нова година, да сме здрави и живи, па да видиме колку од овие проекти што ги најавивте ќе станат реалност, па ќе разговараме и за нив и за следните понатаму. Благодарам уште еднаш. Ми беше чест и привилегија. Почитувани гледачи, тоа беше градоначалникот на Скопје, Орце Георгиевски. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме следниот четврток. Довидување.